Вакцината е испит на здравствениот менеджмент. Во набавките на вакцините очигледно требаат пари, требаат конекции, треба политика, треба релации, веројатно некакви контрауслуги. Дали приватните болници бескрупулозно профитираат од немоќта на пациентите? На Македонија и е потребен нов, современо конципиран клинички центар. Политички суети, партиски наети, неподготвеност за компромиси, блокиран парламент. Над 2/3 од граѓаните поддржуваат онлайн работа на собранието. 35% од граѓаните поддржуваат секаква онлайн работа на собранието. Пандемијата, шанса за нови бизниси, пари од инвестицијски фондови и нови проекти на Балканот. Бизнис обкружување кое што на компаниите ќе им влева доверба, ќе носи предвидливост и ќе им овозможува да растат и да се развиваат. Трилинг во соседството, Бугарија пред избори. Сан-Стефанският договор, колкото и прекрасен да изглежда на хартия, той е бил една илюзия, без даже фактическото участие на България в неговото подписване. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. Драматични здравствени билтени, заглавени парламентарни седници. Овие две теми ќе доминираат во наредните 50 на минути во ова издание на Трилинг. Кој, зошто и како потврди во справувањето со пандемијата? Дали во првиот налет се фокусиравме на геостратегијата, па не можејќи да се фокусираме на справувањето со пандемијата и набувањето на вакцините? Дали ќе се надеваме пред се на колективна имунизација или пак на стекнување на колективен имунитет? Емисијата ја започнуваме со мојот прв соговорник, професор доктор Андреа Арсовски, медицински директор на Ремедика, долгогодишен и директор на клиничкиот центар Мајка Тереза и поранешен заменик министер за здравство. Кој, зошто и како потврди дали проблемот треба да се лоцира во недисциплинираните граѓани или пак може би во помалку лошото менеджирање и справување со здравствената криза? Објективните околности кои што според мене доведоа до потврлањето се пред се непознаниците со кои што се судривме на почетокот на оваа пандемија. Морам да нагласам дека не потврливме само ние во Македонија, туку потврли човештвото воопшто на глобално ниво и ако сакате едни врвни здравствени системи не од аспект само на врвното здравство, речем американскиот, но близко до идеалните скандинавски јавноздравствени системи, сакате германскиот, францускиот и така натаму, сите се соочија со непредвидени и неочекувани предизвици и морам да кажам лоши одговори кои што последиците се чувствуваат и ден денеска. Секој од нас, кога почна пандемијата, јас убаво се сеќавам на македонските прилики во почетокот на ланскиот март, па викам епидемија, ќе издржиме 2-3 месеца. Това беше мојата природна реакција како не само како човек, туку и како лекар, иако тоа мене не ми е во ужата моја струка. Веројатно така се однесувале и другите и државните органи, може би тука епидемиолошките служби треба да настапат со повеќе аргументи дека она што не очекува ќе трае многу подолго време. И сходно на тоа требаше да се димензионираат мерките и однесувањето. Секако и нашиот менталитет, не само македонскиот, туку људскиот воопшто, од и такви проблеми имаме и во, да речам, најпослушните граѓански општества, како што е, например, во Западна Европа, Словенија, од нашето обкружување, секаде постои недисциплина и меѓу луѓето, непочитување на мерките, со тек на време нервозата која што е присутна и која што секој од нас различно реагира, пропаѓаат бизниси, се јавуваат и во онака тешко време сериозни екзистенцијални проблеми. Навистина, тоа е еден комплекс на случувања, не само здравствени, туку, ако сакате, социолошки, економски, политички, и сето тоа доведува до една многу тешко складување за да добиеме
оптимум резултат во справувањето со пандемијата. Професор Арсовски, вие сте долгогодишен торакален хирург. Нема да ве насочувам во делот на тоа какви вакцини и зошто нема вакцини, но прашањето ми е каде ги лоцирате слабостите во справувањето со пандемијата? Амбасадорот на Израел јавно кажа дека уште во летото разузнавачките служби на чело со МОСАД се ангажирале покрај владата, министерството, јавно-здравствениот сегмент во ангажирање на доволен број на вакцини. И методата која што тие ја користеле затоа што добили информации дека тоа што треба да се направи во август, најкасно во септември, они ги платиле многу повеќе од реалната цена на вистинското место. Господинот Вучич, нашиот сосед, исто така јавно кажа дека и нивните разузнавачки служби имале релевантни информации како стојат работите на пазарот, како ќе стојат работите на пазарот и нивната политика и воопшто нивното делување се насочило во тие правци. Ние веројатно мислам дека малку го изгубивме тој прв чекор и кога сите ќе се пуштат во една трка, ние како мала земја, како реално земја која што не сме атрактивни за набавка на големи количини на вакцини, веројатно доаѓаме на опашот. Ковакс системот, тоа е веќе очигледно дека потврли на глобално ниво, не само во однос на нас, и мислам дека тука може би сега не е време да се бараат кривци, тука да се види што може да се спаси, затоа што во набавките на вакцините очигледно требаат пари, требаат конекции, треба политика, треба релации, веројатно некакви контрауслуги, но тоа е многу осетливо прашање, но факт е дека ние немаме вакцини. И во однос на оној дел од вашиот коментар, колективниот имунитет или вакцините, ако чекаме само на колективен имунитет, тоа ќе потрае многу повеќе време, а и последиците ќе бидат многу пострашни. Професор Арсовски, вие сте медицински директор на приватната болница Ремедика. Денове во јавноста се крена голема дилема околу цените на сместувањето во приватните болнички капацитети. Во ситуација кога клиничкиот центар е речиси преполн, останатите болници се полнат секојдневно. Дел од приватните клиники дури здравствената криза ја користа за билдање на цените и профитирање. Дали тука гледате помалку и себичност и несолидарност помеѓу клиничкиот центар, односно државното и приватното здравство? Сите сме ние јавно здравство. Собственоста е различна. Државна и приватна. А инаку сите ние обавуваме јавно здравствена функција. Се разликува кој тоа го финансира. Во еден таков контекст на поларизираност, кога одредени, можеби, договори со фондот, со државата, каде што бенефициите на тој јавно здравствен систем би ги користеле и од финансиски аспект, а не само со само финансирање, затоа што, одма да ви кажам, Ремедика, освен во делот на инвитро фертилизацијата, се друго го плаќаат пациентите сами. Значи, фондот нема тука апсолутно, дури и во одредени сегменти каде што ние пружаме услуги што не се вообичаени во државниот сектор на здравството. Така да, тие односи се изградија така како што се изградија, можеше тоа да биде и поинаку, нели, на задоволство на и широката јавност и на граѓаните, на пациентите во Македонија. Сега доаѓаме во еден момент кога се слагам, потребна е солидарност, потребна е помош од сите страни за да се ублажат последиците од оваа пандемија на секој ниво, здравствени, економски, социјални и така натаму. Како ги формирале цените? Односно, дали е тоа објективно, со оглед дека
ако вие го потрошите тоа што го правите за пациентот, али се тоа медикаменти, нега, апаратура и така натаму, тоа во вака поставеното приватно здравство некој мора да го плати. Фондот не го плаќа, ни делумно, значи пациентот мора да го плати тоа од джеп. Сега, дали цените се надуени, тука не би знаел, пак вие спомнавте дека ние не работиме со такви пациенти, тоа е веќе ствар на тие што ја формирале таа цена. Немаме ние некоја цена, лупам, 10.000 евра, која што објективно вреди 3, а ние заради монополска позиција или нешто сме ја надоле таа цена. Значи имаме систем на формирање на тие цени, затоа што и болницата треба да биде профитабилна. Така да, тука мислам дека со заеднички напори, не дај Боже да дојдеме у уште потешка ситуација на крајот на криштата, државата во военни состојби има своји механизми каде што тоа може да го реши на подруг начин. Рековте дека оваа криза ќе трае. Сигурно уште една година, според ваши вака проценки. Колку и како да го подготвиме нашиот систем на подолг рок како трае оваа пандемија да менаџира со здравствениот предизвик? Ни фалат лекари, ни фалат инфектолози, анестезиолози. Во сите овие периоди, каде што имаме реално димензионирано здравство на еден погрешен начин, значи капацитети кои што се непотребни, недоволно опремени, со недоволна техничка опременост и кадар кој што особено во минатите години масовно, како лекари, така и средномедицински персонал, си одеше во Западна Европа заради состојбата и соплатите и комплетната ситуација во нашето здравство. И сега доаѓаме во една вонредно тешка ситуација, кога непредвидено имате илјадници пациенти, кои што мора по приоритет некој, значи тоа се ковид пациентите, а од друга страна целата друга патологија си постои. Значи постојат и карциноми, постојат и кардиоваскуларни и така натаму и така натаму. Дел од капацитетите на здравство неминовно мора да се стават во служба на борбата со COVID-19 пандемијата. На овој план, да се разбереме, крахира здравствениот систем на светско ниво. Значи, ова е проблем. Во Германија чекаат за кардиоваскуларни операции многу повеќе него што се чекало пред појавата на пандемијата. Насекаде, во Скандинавија исто така. Како тие проблеми, последиците од нивното справување да бидат помали, тука може струката многу да направи. Дали ни е неопходен нов клинички центар? Да. Прво да ви одговорам зошто. Значи, јас сум пораснал од студент, млад лекар, искусен лекар, наставник и вклучително директор на клиничкиот центар. И ја знам инфраструктурата, значи колку год да се тоа дотерува, концепцијата на тој клинички центар, кој што е парче по парче доградувано во изминатите колку 70 и 80 можда години, не е пратено нити локациски, нити комуникациски, сообраќајно решение да не зборуваме дека таму добро не може да има. Значи, тие проблеми сум ги чувствувал на своја кожа и проблемот во новиот клинички центар е чинењето, а дека на Македонија, на Скопје и е потребен современо конципиран клинички центар, тука нема дискусија. И тоа е интегриран. Друго прашање е дали сме ние кадровски, односно што ќе се прави со овој стар клинички центар. Значи, тука многу има работи кои што треба да се испланираат, да се решат, но без двоумење, мојот одговор затоа и беше веднаш да, на Македонија и е потребен нов, современо конципиран клинички центар. Во однос на COVID, справувањето со COVID, има ли слабости и потврдување во болничкото лекување и справување со... Сигурно. Сега, знаете, дали сме ние на оптуженичка клупа или бараме од слабостите да извлечеме некаква
некакво конструктивна поука и решение за подобро справување. Прво, таа обвинителна клупа јас не би ја користил. Зошто? Значи, COVID-19 е епидемија од инфективна болест. Видовме дека тоа е една болест која што има 1000 лица. Значи, и после толку време, на науката, не наша туку глобално, многу работи остануваат се уште непознати. И ќе бидат, веројатно, уште долго време. И сега вие ставате во служба на справување, нели, прво беа инфектолозите, кои што до некаде се компетентни, ама и нивното искуство е нула кога почна пандемијата. Сега имаме, примерно, кожна клиника, имаме, не знам, реуматологија, кардиологија и така натаму, хируршки клиники. Јас како хирург, како можам да бидам компетентен? Така да, ама тоа е реалноста. Не е само во Македонија, да се разбереме. Така беше уште пролетниот бран на секаде во Западна Европа, сега есенова исто така на глобално ниво. Оти вие немате доволен број на епидемиолози, инфектолози, компетентни луѓе и барате помош од другите здравствени профили, кои што сигурно дека не се... Така да, потврлање во однос на протоколи. Веројатно после година дена имаме замор на тој персонал, тоа не е ден, два, недела, месец. Од една страна, од друга страна, се уште имаме недоволно јасни протоколи и тука можеби сме можеле секурно дека во секој момент може да се направи нешто подобро, но да бидеме треба и реални. Кои се нашите објективни сили и кои се предизвиците, нејаснотиите и дилемите со кои што се судруваат тие луѓе што се справуваат со оваа епидемија. Задоцнивме ли со заострување на мерките? Прашање е колку се почитуваат и тие мерки што ги имаме. Ако сме донеле ние одлука за, не знам, забрана на собирање, како може да имате у една кафана 200 души без маски? Мене ми е сосема јасно, има сектори на општеството кои што година дена буквално пропаѓаат. Туризам, угостителство, хотелиерство и сите последици кои што се трпат заради, нели, тоа е систем на врзани садови. Меѓутоа, тука е веројатно тој јавно-здравствен епидемиолошки служби и државата стриктно која ќе ги донесе да се почитува. А дали сме задоцнили, дали не сме задоцнили, гледате колку има различни искуства во различни земји. Словенија беше, ја не сеќам колку месеци од есенскиот бран во локдаун, па бројките не паѓа и тоа словенците, нели, како менталитет се подисциплинирани и така натаму. Тоа се многу осетливи и тешки прашања. Јас лично, освен она што го почитуваме како протоколи на работа и така натаму, дома, во моите социјални контакти, односно неконтакти во цела оваа година, лично за себе ќе кажам дека ги почитувам мерките многу повеќе од она што го наметнува државата. Така да и секој од нас треба апсолутно да биде одговорен не само кон себе, не само кон своите најблиски, туку и кон заедницата. Затоа што ширењето на вирусот доаѓа од неодговорно однесување, на бахатост, на непочитување на животот и здравието на сите околу нас. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Да има конструктивна опозиција и да има одговорна влада. Доколку опозицијата и владата не успеа да ги надминат нивните лични политички интереси, нивните партиски интереси и на крајот на денот и нивните суети, нема да можеме да ја надминеме оваа криза. Особено за време на COVID-19 пандемијата,
Потребно е сплотеност, потребно е компромис и потребно е дискусија помеѓу сите политички фактори, особено сите политички фактори кои се наоѓаат во собранието. Има еден многу важен податок во анкетата на Институтот за демократија, тоа е што над 2/3 од граѓаните се против лидерски средби, сметаат дека се нетранспарентни. И сакаат дискусиите за проблемите со кои што се случуваат граѓаните да се случуваат во собранието. Тоа значи дека пратениците мора да завземат над себе поголема одговорност кон граѓаните, да бидат транспарентни и проблемите со кои што се случуваат граѓаните да ги решаваат внатре, транспарентно, отворено пред сите. За Българија тази част од историјата којато е сврзана с Република Северна Македонија е фундаментална и наистина болезнена. И това е обективно така. Истината е, че нашето общество, българското общество, като че ли носи най-дълбока, тежка следа от периода до 1989 година в идеологически смисъл. Вие помните, че президентът Желю Желев, който носи основна заслуга за признаването, все пак избра една много оксиморон формула, дървено желязо. Тогава България призна Македония като държава, но не като нация и като език. Не е прв пат и не е само во Македонија собранието да биде блокирано. И во услови на COVID-19 власта и опозицијата со различни ставови. Постои очигледна политичка поларизираност. Иако и COVID-19 треба да биде заеднички именител во борбата и справувањето со овој вирус, пред се за здравието и интересот на граѓаните. Израелците исто така се поделени, но речиси 90% од граѓаните на Израел се вакцинирани. Италијанската влада постојано е нестабилна, но сепак власта и опозицијата во Рим успеа да најдат заеднички јазик. Но зошто? Кај нас во Македонија постојано постои политичка поларизираност. Добро е да за Влора Речица од Институтот за демократија. Господица Речица, каде го гледате излезот од моменталната безизлезна состојба во законодавниот дом? Ние како граѓанска организација или како think tank организација гледаме многу начини како може да се надмине ова ситуација. Но кои технички начини да ги понудиме, има еден предуслов сите овие работи да успеат, а тоа е да има конструктивна опозиција и да има одговорна влада. Доколку опозицијата и владата не успеа да ги надминат нивните лични политички интереси, нивните партиски интереси и на крајот на денот и нивните суети, нема да можеме да ја надминеме оваа криза. Особено за време на COVID-19 пандемијата, потребно е сплотеност, потребно е компромис и потребно е дискусија помеѓу сите политички фактори, особено сите политички фактори кои се наоѓаат во собранието. Институтот за демократија во рамки на програмата за парламентарна поддршка секоја година спроведува анкета. Ова година ја спроведовме на крај на февруари и почеток на март и едно од прашањата ни беше токму ова. Ги прашавме граѓаните дали поддржуваат онлайн работа на собранието. Над 2/3 од граѓаните поддржуваат онлайн работа на собранието. 35% од граѓаните поддржуваат секаква онлайн работа на собранието, а 37% поддржуваат онлайн работа каде што ќе бидат вклучени тие пратеници и пратенички кои се заразени со COVID-19 со коронавирусот и тие што се во самоизолација. Доколку граѓаните не се противат на онлайн работата на собранието, ја мислам дека пратениците можат да најдат решение и тоа да се оствари. Во моментот во светов имаше многу парламенти кои работеа онлайн, меѓу нив беше и парламентот на Британија кој имаше хибриден состав, што се случи првпат во нивната вековна историја да одржат онлайн седници. И доколку парламент, толку стар парламент како што е британскиот, успеа тоа да го направи, мислам дека во Македонија истото можеме да го направиме. И уставот дозволува, постојат и други законски како може тоа да се реши и постои волја од мнозинството тоа да се направи. Треба опозицијата да го почитува народот, нели да ја почитува волјата на граѓаните и да се согласи на онлайн работата на собранието. Така би имале форум и така може полесно собранието да функционира.
Од друга страна, има еден очигледен проблем во Македонското собрание, а тоа е злоупотребата на амандманите. Тоа е некој вид на филибастеринг на работата на собранието. Ние како институт сметаме дека мора да има деловнички ограничувања на правата на пратениците да ја блокираат работата на собранието. Шефовите на парламентарните групи користат две формулации. Блокирано собрание или нефункционално собрание? Нефункционално собрание имаме поради тоа што рековме дека не се дозволува онлайн работа на собранието, истото се блокира од пратениците на опозицијата, точно поради тоа имаме нефункционално собрание, но исто така мора да имаме на ум дека собранието функционира со помошта на службата на собранието. Поголем дел од службата на собранието исто така е во изолација и тоа исто така го прави собранието нефункционално. Од друга страна имаме и блокирано собрание поради тоа што политички партии го користат собранието за водење лични партиски битки. Не се представуваат интересите на граѓаните. Има еден многу важен момент во Уставот на Македонија дека пратениците во моментот кога стапуваат во собранието се представници на сите граѓани, не представници на нивни лични интереси, партиски интереси. Дали попис треба да има? Треба да имаме попис. Сега и во вакви услови на пандемија? Нашиот став како институт е дека мора да има компромис, мора да има сплотеност околу пописот, мора да сватиме дека политички партии не смеат да го користат за тесни партиски интереси и за етнички интереси. А исто така тука алудирате на последните посети на министерот за надворешни Бујар Османи и вице-премиерот Груби? Не на министерот за надворешни работи, туку на министерот во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците. Министерот Османи средбите што ги уствари се во агендата се предвидени многу поодамна и се дел од работата на Министерството за надворешни работи. Има одредени злоупотреби од министерот за политички системи и односи меѓу заедниците и во неговата улога како вице-премиер, точно, но алудирам исто така и на бојкотот или повиците за бојкот. Може би е потребно одложување поради здравствената ситуација. Од друга страна, нас ни е потребен попис. Има начини, има сигурни и безбедни начини како да се спроведе пописот. Се што треба да направиме е да не ги носиме граѓаните во конфузност и да ги разубедиме дека треба да бидат попишани. Повикот за бојкот е погрешен, повикот за бојкот ги носи граѓаните во заблуда и на крајот на денот ќе имаме попис каде што ќе имаме граѓани кои не се попишани, а нас ни е потребен тој попис за да креираме политики. Не може да креираме политики врз база на фиктивни статистики. Дали би требало да се размислува за експертска влада? Тоа е еден од предлозите на Институтот за демократија. Доколку политичките партии што се во собранието не успеа да се договорат и да дојдат до компромис и консенсус некој, ние мислиме дека следен чекор би било концентрациона влада. Но тоа мислиме дека е последна опција. Прво мора да се најде консенсус внатре во собранието. Има еден многу важен податок во анкетата на Институтот за демократија, тоа е што над 2/3 од граѓаните се против лидерски средби, сметаат дека се нетранспарентни. И сакат дискусиите за проблемите со кои што се случуваат граѓани да се случуваат во собранието. Тоа значи дека пратениците мора да завземат над себе поголема одговорност кон граѓаните, да бидат транспарентни и проблемите со кои што се случуваат граѓаните да ги решават внатре транспарентно, отворено пред сите. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас. Поштовани гледачи, продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на Трилинг. Започна изборната кампања во Бугарија. Дали премиерот Бојко Борисов има шанса за уште еден мандат? Поради пандемијата се очекува и помала излезност за разлика од претходните парламентарни избори. Инаку, председателот Радев пак го обвинува премиерот Борисов за криминалот, корупцијата и социјалната нееднакост, за состојбите во кои западна државата, големите протести за поврзаноста меѓу државата и подземјето во Софија. Кои теми ќе доминираат за време на изборната кампања во Бугарија? Дали македонското прашање ќе се користи за билдање на рейтингот на партиите? Во наредните минути следите интервју со Елена Поптодорова, поранешна бугарска амбасадорка во Соединетите Американски држави.
Поп Тодорова, која беше пратеник во првиот парламентарен состав, подсетува дека Бугарија го нема сменето ставот, уште од времето на Жело Желев, и дека и натаму обстојува на позицијата, дека не го признава македонскиот јазик и нација. Признаваме само држава. Бугарскиот председател пак Радев оцени дека во моментов, поточно за време на антивладините протести, рече дека во моментов во Бугарија владее мафијата и подземјето. Да, даже както вероятно знаете, има и една своеобразна коалиция, която се сформира на основата на тези протести от лятото, която се нарича точно така: изправи се, мутри вън. Така че темата за корупцията, за мафиотизиране на управлението, това също така присъства в самата кампания, която е в разгара си в момента. Този много тежък проблем, който е универсално регистриран и в Брюксел от Европейския съюз, в редица доклади на Европейския съюз и в доклади на Държавния департамент на Съединените щати, този най-тежък проблем отново минава през призмата на пандемията и това как се управлява пандемията от гледна точка на използване на публичен ресурс, на управленски решения. Затова е една много сложна кампания, не лека кампания, в която едновременно се преплитат много отворени въпроси. Оно што може да се забележи е дека во текот на изборната кампања не се исклучува да доминира и она националистичка реторика. Дали национализмот ги поттикнува страстите кај бугарските граѓани? Дали тоа е добар мотив и предизвик за привлекување на гласачи? Важен въпрос, наистина, защото той не е нов, освен това, този въпрос. Но преди това искам да маркирам още един много важен проблем, който също има своите изразители в тази кампания. Това е Демократична България, коалиция отново Демократична България. Въпросът с правосъдната система. Защото така както преди малко говорихме за нуждата от прозрачно и отговорно управление, то не може да се случи, ако няма дълбока реформа на правосъдната система. Така че това е, да добавя просто, това е още един много важен въпрос, който се поддържа от някои от партиите, които участват в тази кампания. На първо място това е Демократична България, за сериозна, дълбока реформа на прокуратурата и на правосъдната система като цяло. Да, зародиха се такива националистически партии. Те обичат да се определят като патриотични партии. Аз лично смятам, че всяка една национална партия е по дефиниция патриотична. И затова бих правила разлика между патриотичния инстинкт, който следва да ръководи въобще на политиците в държавата, във всяка една държава, и оформянето на партии, които извеждат на преден план основно и единствено националистически въпроси. Така че да, за да имат те политически живот, такива партии основно слагат акцента върху чувствителни, емоционални, сантиментални, ако щете, въпроси на националната история, на националния характер. Опасявам се, че изкушението за политическа меркантилност, за политическата мандатност много пъти надделява. Господја Поп Тодорова, како би изгледал новиот состав на бугарскиот парламент и дали Бојко Борисов би бил повторно мандатар на идната бугарска влада? И кои би биле коалиционите партнери? Вие зададохте, както се казва, въпрос за $1 милион. Искам да ви кажа, че няма български анализатор, който да се ангажира с някаква конкретна прогноза. Много е
как да кажа, много е непредсказуема картината, много е флуидна, до толкова доколкото всичко ще зависи наистина от броя на гласоподавателите, тези, които ще отидат до урните. И ето вижте какво става. От идния понеделник ще се обяви нов период на локдаун заради пандемията, тъй като наистина числата вече удариха тавана. Ние по брой заразени, по брой починали вече сравняваме числата с най-лошото време на пандемията от миналата година. Всичко зависи от това колко, нали разбирате, колко ще гласуват. Нали разбирате, едно е ако гласуват 3 милиона или 3,5, което би било максимум. Друго е ако гласуват 2,5 милиона избиратели. Ако броя на гласоподавателите е по-малък, то тогава да, наистина големите партии печелят, по-малките намаляват силно шанса си да влязат в Народното събрание. Сега вие ме питате какви ще са бъдещите коалиции. Хипотетично напълно е възможно да се повтори сегашната управленска коалиция, но това е в случай, че ГЕРБ успеят да вземат мандат за съставяне на правителство, което също е под въпрос. Да, БСП очевидно към момента поне няма изгледи да излезе първа в изборния резултат, но това не означава, че е лишена от шанса да получи мандат за съставяне на правителство. Колко националистичките идеи за Сан-Стефанска Бугария, големата карта за голема Бугария, која ја промовираше Каракачанов, може да допринесе или да ги одалечи повторно Скопје и Софија од изнаоѓање на решение околу спорните историски па и политички прашања? Това са тези най-романтични, най-носталгични времена от българската история. Все повече историческа информация, вярна, обективна историческа информация излиза публично, в която става ясно, че Сан-Стефанския договор, колкото и прекрасен да изглежда на хартия, той е бил една илюзия, без даже фактическото участие на България в неговото подписване. Така че това по-скоро се използва като емоционална някаква мечта и носталгия, както казах, отколкото като някаква реалност. Смятам, че намалява и по обективни причини. Нали, живота отминава за всички, но и по генерационни и информационни причини намалява дела от населението, което истински вярва в реалистичността на тая карта, ако мога така да кажа. Използва се, да, но се използва по-скоро като някакъв вид утеха, някакъв вид убежище в едни трудни времена, за да си спомнят онези, които имат нужда от това, очевидно. Мен повече ме смущават съвременните тези, които са сведени до живота ни днес, отколкото до, пак да кажа, едно така историческо припомняне на отдавна минали и невъзможни времена. Зошто две земји кои се членки на НАТО, прашањата или недоразбирањата се обидуваат да ги надминат преку говорот на омраз и нетолеранција. За България тази част от историята, която е свързана с Република Северна Македония, е фундаментална и наистина болезнена. И това е обективно така. Което вече предопределя и поведението на определени партии и на определени политици. Аз бях в Народното събрание в периода 90-2001 година, бях народен представител и бях в Комисията по външна политика и участвах в целия процес по признаването на Република Северна Македония, което беше наистина историческо време. Това не беше никак лесно. С силна съпротива по същите причини,
за които сега говорих. Една такава болезнена чувствителност към отминали времена, като това, разбира се, се гарнира и с една много сериозна идеологическа обремененост. Истината е, че нашето общество, българското общество, като че ли носи най-дълбока, тежка следа от периода до 1989 година в идеологически смисъл. Вие помните, че президентът Жельо Желев, който носи основна заслуга за признаването, все пак избра една много оксиморон формула, дървено желязо. Тогава България призна Македония като държава, но не като нация и като език. И това като че ли беляза и един следващ период от десетилетия, в които нищо много повече не можеше да се придвижи напред от гледна точка на преговори между двете държави дори. Слава Богу, макар и с усилия и минали толкова много години, все пак се стигна до отчитане на реалностите, такива каквито са към момента. Но тежката задача сега е да излезем като съвременни общества и като съвременни правителства, да излезем от клопката на историята, да оставим тази комисия, която беше създадена малко така набързо, според мен, без да бъде ясен мандата, без да бъде ясно посочено какви последици би носило някакво решение на тази комисия, но така или иначе, такава каквато е, да я оставим, тя да работи в своя си състав. Политическите екипи, преговорните екипи на двете държави да разговарят по днес и утре. Таа е доктор по правни науки. Неодавно беше избрана за генерален секретар на Коморскиот инвестицијски форум. Добро ден за Татјана Штеријова-Душковска. Благодарам. Господја Душковска, на што ќе биде ставен фокусот на работата на Коморскиот инвестицијски форум? Благодарам за поканата за учество во вашата емисија, господин Чумовски. Коморскиот инвестицијски форум е асоциација која што е формирана во рамки на Берлинскиот процес. Тоа е дипломатската иницијатива која што започна во 2014 година под иницијатива на германската канцеларка Ангела Меркел, а фокусот на активностите на Коморскиот инвестицијски форум се базира на економските аспекти на овој процес на регионална економска интеграција. И тоа резултираше со отварањето на канцеларијата, односно регистрирањето како официјална асоциација со седиште во Трст во 2017 година, повторно проследено во рамки на Берлинскиот процес. Согласно тоа и главните активности во предстојниот период ќе ни се тесно врзани со главниот документ кој што го покрива прашањето за регионалната економска соработка, а тоа е акцијскиот план за заедничкиот регионален пазар, кој што беше усвоен на самитот на лидерите на 6 држави од регионот на Западен Балкан, одржан во ноември минатата година во Софија. Ставате акцент на регионалната, заеднички регионален пазар. Во исто време се заговараше идеја за заедничка европска економска заедница како можна алтернатива, имајќи во предвид дека нема најава дека во блиска иднина дел од земјите кандидати од регионот ќе се приклучат кон европското семејство. Генерално, заедничкиот регионален пазар не треба да се гледа како алтернатива на пристапните преговори и патот кој секоја од државите го оди во процесот на пристапување кон Европската унија. Баш напротив, декларацијата за усвојување на овој акцијски план за кој што споменав пред малку, изречно потенцира дека целите на воведување на овој заеднички регионален пазар токму треба да се насочени кон тоа подобро да ги подготват економиите од регионот, што значи да ја зајакнат нивната соработка и да ги подготват за тие механизми на единствениот пазар, односно функционирање во систем на економска интеграција, така што би биле подобро подготвени нашите компании, меѓутоа и целокупниот систем за моментот кога ќе сите тие држави во даден момент ќе пристапат кон Европската унија. Значи, тоа на што се базира концептот на заедничкиот регионален пазар и што ќе биде тесно врзано со активностите кои што како Коморски инвестицијски форум
ќе ги реализираме во предстојниот период, се заснова на обезбедување на принципот на 4 слободи, на кои што всушности се заснова Европската унија, тоа е слободата на движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, соодветно да ги имплементираме и на овој простор, односно на регионот на Западниот Балкан. Во моментот компаниите се соочуваат со многу потешкоти, многу бариери, многу формалности за да соработуваат помеѓу себе или да имаат било каква позасилена размена. Има една студија на Светската банка од пред неколку години која што има детерминирано дека нашите камиони, односно нашите компании на границите и помеѓу нив во регионот губат до 26 милиони часови на годишно ниво. Тоа е многу голема бројка, од која што 80% од тоа време се губи стоејќи во место на граничните премини. Од една страна тоа се должи на формалностите и процедурите, односно различната документација, непризнавањето на сертификатите и целокупната друга извозна документација која што се бара за реализација на меѓународна трговија. Меѓутоа, од друга страна, тоа е и поврзано со прашањето на недоволна инфраструктура за да може да се абсорбира протокот на стоки и услуги. Западниот Балкан често се смета за заглавен во нелиберален еквилибриум, во ситуација кога се соочуваме со COVID-19, регионот очигледно трпи економски, но и социјални последици. Како во ваква ситуација бизнисот се справува и функционира? Бизнисот мора да наоѓа начини да функционира. Изминатата година беше особено предизвикувачка затоа што компаниите беа соочени со предизвик каков што не бил видени не години, децении наназад. Меѓутоа, од друга страна, пак во регионот можеме да изнесеме неколку позитивни примери што го помогна преживувањето, односно функционирањето на компаниите дури во таквите услови. Ќе ве потсетам на периодот март и април минатата година, тоа беа првите недели по прогласувањето на пандемијата, кога се соочија сите компании од регионот, посебно и македонските компании, со проблеми за да се обезбеди непречинато снабдување со суровини и непречинато обезбедување на извозот на готовите производи од производните погони, поради тоа што многу држави почна да воведуваат различни ограничувања, дополнителни рестриктивни мерки, било какви бариери, кои што првично беа наменети за да го спречат ширењето на вирусот, меѓутоа во основа делуваа како некој вид на нетарифни бариери, односно ограничувања за компаниите да пристапат на таквите пазари. Координиравме активностите и тоа резултираше со воспоставувањето на зелените коридори, кои што овозможија непречен проток на некои од есенцијалните добра, пред се тоа се однесуваше на медицинска опрема и прехранбени производи, за да се обезбеди непреченото снабдување со овие есенцијални производи на пазарот и да се превенираат други посериозни последици. Овој модел на зелените коридори се покажа толку успешен што тој е влезен во еден од активностите на заедничкиот регионален пазар, всушност на акцискиот план за воспоставување на заеднички регионален пазар, и очекувањата се тој да биде проширен не само помеѓу граничните премини на земјите од Западен Балкан, туку и кон овие спојни точки, односно граничните премини кон државите од Европска унија со кои што регионот се граничи. Господја Душковска, проценките се дека ако се трне настрана пандемијата, очигледно ќе има удар генерално одраз врз економскиот раст, не само во домашната економија и домашното стопанство, туку и генерално и на регионално ниво, но она на што се нагласува за подобра бизнис клима и закрепнување на стопанството е и борбата против корупцијата, криминалот и владењето на правото. Токму тоа е еден од аспектите на кои што сериозно треба да се работи, затоа што тоа се некои од основните параметри кои се испитуваат, односно кои што се анализираат во ситуација кога странски инвеститор испитува дали во кој регион сака да ја реализира својата следна инвестиција, така што од исклучителна важност за регионот, освен надминувањето на сите овие бариери за регионалната соработка и прашањето за обезбедување на, да го наречеме, поволно, односно соодветно бизнис обкружување кое што на компаниите ќе им влева доверба, ќе носи предвидливост и ќе им овозможува да растат и да се развиваат. Според одредени анализи, 70 од
100 македонски компании кои котираат на македонската берза оствариле добивка во 2020 година, 25 пријавиле загуба. Дали тоа значи дека кризата за одредени компании донесе бенефит? Едните профитираат, вторите бараат помош, третите ставаат клуч на врата. Генералната оценка е дека многу поголеми беа стравувањата во првиот момент кога изби кризата, односно сите оние ограничувања што ги споменував пред малку. Меѓутоа, како се развиваше кризата, имаме, односно состојбата во која што се функционираше изминатата година, имаме компании кои што на еден или на друг начин се снајдоа да го оптимизираат производството, да намалуваат трошоци, да се преусмерат, односно да го преусмерат своето работење спрема различни пазари од традиционалните, така што ќе треба да се почека сумарната слика, а тоа е обработката на завршните сметки на целокупниот деловен сектор во Македонија, за да може малку поширока слика, односно некој порелевантен пресек да може да направиме. Дел од македонските стопанственици проценуваат дека македонската економија е во слободен пат, дека мерките се слаби и неодржливи. Вас ве прашувам како еден од директорите во Стопанската комора на Македонија, гледате ли светлина во тунелот? Мора да гледаме светлина во тунелот, затоа што тоа е лајт мотото на секој бизнисмен, дека мора да се продолжи, да се работи, да се изнаоѓаат начини и решенија како да се надмине кризата. Вистина е дека се соочивме со многу тешки денови, со многу ограничувања, различни сектори на различен начин претрпеа последици. Не смееме да заборавиме дека има сектори чие што нормално функционирање е поврзано со слободното движење, кое што во многу аспекти, не само во државата, сега повторно се навлаќам на аспектот на регионот на Западен Балкан, беше ограничено и тоа секако дека остава влијание, односно има ефекти врз нивното работење и ќе треба заеднички да се работи за надминување на сите тие Колку македонското стопанство може да издржи? Сите ова е проследено со голема доза на неизвестност, така што веројатно дури и најдобрите економски аналитичари нема да можат во моментот да дадат прецизен пресек кога можеме да очекуваме завршување на оваа состојба, кога може да очекуваме дека ќе се вратиме во некакво статус кво пред кризата. Оптимистичките сценарија беа дека тоа може да се случи веќе на почетокот на 2022 година, меѓутоа ако вака продолжат состојбите и вака продолжат сите ограничувања кои што се воведуваат на различните пазари, ќе треба време сите тоа да се постигне. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Татјана Штерио Душковска од генерален секретар на Коморскиот инвестицијски форум и еден од директорите во Стопанската комора на Македонија. Гледавте Трилинг, ви благодарам на вниманието и повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути на телевизија 24. Довидување.